Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Драгче. Се надевам дека и денеска ќе бидете навистина расположени, затоа што и денеска ќе имаме интересен рецепт, затоа што овој рецепт нема кој што не го сака и затоа што ќе имаме многу песна и една многу убава гостинка. Ве поздравувам сите вас на сите меридијани на светот, посебно нашите во Македонија и нашите македонци кои што со радост се очекуваат оваа емисија и постојано ми покажуваат какви рецепти од нашите направиле дома, односно како ги подготвиле нашите рецепти во нивниот дом. Затоа ве поздравувам сите, навистина сте прекрасни домаќинки и навистина ме радува вашата подршка. Да ги поздравиме и нашите пријатели на емисијата, а нашите пријатели се ПК-Беско. Поздрав до ПК-Беско и до нивните сувомеснати производи со посебен или врвен квалитет. Поздрав до ПК-Беско, на кој што им посакуваме успешна работа, а сите вие, драги мои, доколку немате одберено, а сакате навистина вкусно сувомеснато кое што брзо се приготвува, некогаш имаме и нели готови производи кои што со малку нешто што имаме дома може да ни послужат и како еден убав или вкусен оброк. Поздрав до пријателите од ПК-Беско. И кој ќе готви денеска и кој ќе пее денеска заедно со мене, ќе кажам дека е од Прилеп, ќе кажам дека е горда прилепчанка, од неодамна и мама на убавата Талија, која што почнала да гуга и сигурно ќе пее како мама и ќе биде убава како мама. Нашата гостинка знае да свири повеќе инструменти, меѓу кои што најпозната е погајдата, но денеска не ја носи затоа што ќе ни пее, нема да ја мачиме да свири нашата Елена Јовчевска. Добре ми дојде. Добро ве најдов. Добро за прекрасните зборови. Многу ми се убава. Благодариме. Прекрасна, како и секогаш. Благодариме. Повели од оваа страна. Фала ви. Јас Ели си те викам, па Ели да те прашам како е улога на мама? Одлично. Се спие ноќе или не се спие? Па спија сега, стварно да кажам дека не спие, добра е. Добра е, како велат повозрастните, да не ја подречеме, нека си биде добра и нека спи и мама да се радува со неубавиот дар од Бога. Точно така. Е така. Денеска решивме, бидејќи ти си сега млада мајка, а знаеш колку децата сакаат помфрит? Да, најмногу на цел свет. Најмногу на цел свет. Ние одлучивме да направиме печени млади компири со зачини малку, не големи зачини, кои што ќе им бидат интересни и крцкави на децата да го замениме, за да го замениме помфритот. Добро, а меѓу време ќе си пееме, нели? Секако. Затоа што ти си за песна и треба да пееме, а потоа ќе ни ги кажеш и новитетите. Компирите се измиени, ножовите кои што ќе ти одговарат, ти ќе ги сецкаш и во стаклениот сад. Да ги сечеме малку потанки, за да бидат убаво да се печат и да бидат крцкави. Браво, ете како тоа убаво ти оди. Супер. Јас обично внимавам кога пеат овде гостите да не држат нож, но ние мораме првата песна да ја имаме така. Ајде, одиме со првата песна, а Елена ќе внимава. Може. Lele
Trgnale levjanina bavča, bravo si, trgnale levjanina bavča. Skini mi, Jano, lele, skini mi, Jano, skini mi, Jano, lele, rana bela bozilog, skini mi, Jano, lele, rana bela bozilog. Ako si ergen ludo, ako si ergen, ako si ergen ludo, samo skinici, ako si ženето ludo, vrvi si patot. Браво! За песнава морам да кажам дека во нашиот источен регион на Македонија ова песна многу се пее. Ти толку убаво си ја донела и со нов аранжман, многу убаво звучи. Што ти дојде на идеја токму ова песна да ја направиш? Правев тогаш проект со стари македонски Така. песни и нели Петранка има многу убави песни, Точно. па затоа одлучив една од тие песни да биде садила Јана Леле, Рамбел Болсилок и ете ја донесов на некој малку поинаков начин за кој што стварно сум задоволна како ја испеав и ја пеам веќе на настапи. Тоа е најважно. Многу е убаво. Кога ми ги прати песните, јас прва си ја поставив таа, зашто многу си ја сакам. Сега ќе го промешаме, нели, Со зачините. со зачините. Да. Јас ќе ти дадам лажичка, затоа што полесно ќе ти биде отколку со вилушка. Прво маслиновото масло Може за да се прено. лепи се на компирите. Да ја оставиме цело за да може убаво да се испече. Така, така. Одлично. И сега лебените трошки или презлата, Презлата, да. додадеме. Па и неа можеш 2-3 лажици плюс да бидат крцкави. Да се убаво да се испече. Така. Ете сега ќе правиме еден лесен рецепт, ама многу вкусен. Многу вкусен, да, Како ти после мора викам, да јас ќе пробаме. бидат како оние баш убави бабински компири што ги Ова е сакаме брашенце. сите. Ова ни е ни шесте, малку ни шесте за ете благост да додадат на и така е благ компирот, но како ги лепи, ги соединува сите тие, иако ние ќе му додадеме и малку сув зачин Да, обавезно. и бибер. Ова може цело да име. Може, лукче. Да. За да има убав Здраво е, вкус. како беше, здраво има е убав да се има. вкус. Еве, јас ќе ти ги подадам, за да ти бидам Јас од вегета многу помош. сакам. Па и сите сакаме сув зачин, оригано, бибер, некако ни се својствени за нашата кујна. Ајде кажи ми сега што подготвуваш ново. Сега подготвувам нова песна. Со нов аранжман, стара песна која што се пеела во западниот дел на Македонија, во Косово, во Србија, меѓутоа Браво. тоа е македонски јазик, меѓутоа не е препеана до сега, не е излегла до сега во етерот. Спремам со нов аранжман. Нешто најде баш такво, Да. до сега не извадено. неизвадено, да. Браво, ете, одлично. И тоа моментално го спремам со нов аранжман, за кој што стварно се потрудивме многу. И за еден месец ќе биде спремна таа песна. И се надам ќе се видиме повторно. Повторно, дај Боже. Бидејќи те чекав сите 3 сезони, сега има да наплатиш сега за сите 3. да. За сите 3 има да наплатиш, да ти кажам право. Да. Добро, убаво. така. Ме подсети на моментите кога тетка Васка Илиева покојна, таа одеше по сите градови и села за да најде песни кои што народот ги пеел. Да, оваа песна не е до сега испеана. Па затоа реков, еви ти Да, се најде во испромашена. една таква улога. Да, каде да што најдеш песна која што не е пеана. Направивме еден одличен аранжман, Браво. каде што ќе има народни инструменти, кавал и зурла. Ке свириш ти Не, малку? ќе свириме од колега. Јас Добро, ќе затоа пеам. што ти учиш веќе и зурла свириш, затоа да им кажам на гледачите. Да, меѓутоа колегата за тоа ќе се потруди. И
ќе ја снимиме за брзо време, ќе излезе во етерот за брзо време, ќе направиме едно видео. Браво. Да. Да им кажеме на гледачите дека Елена Јовчевска, која започна својата мисија во пеењето и свирењето, прво кај мене беше телевизиска гостинка. Точно така. И направивме преубави интервјуа една година. Незиното име потоа се расчу и со песната од вашиот сопруг. Така е, тоа е вистината. Горда, тоа е Горда Прилепчанка. Што е твојата лична карта. Лична карта, точно така. Како велат ако бараме Елена од Прилеп? Гордата Прилепчанка? Така е. Така е. Ете така. Јас ќе ја подготвам тепцијата. Тепцијата, да. Веќе ми е вклучена и рерната. Супер. Не знам дали малку да му ставиме да го подмастиме. Да, малку и малку да го, за да ни биде, да може да биде се испече од двете убаво. страни да ни биде исто. Јас тука убаво промешав. Како изгледаат уште од сега крцкави и миризливи. Да, и лукчето му дава последен шмек. Кога ќе почне да се пече, уште поубаво ќе биде. Ке мирис. Ајде, сега ќе ги местиме. Можеш таму над даската, едно по едно. Дај ми го ножето да не ти пречи. Не е вака. Така, полека. За да те следат камерите како си ти вредна домаќинка. Највредна. Највредна. Треба да се биде. Ете, ме радува ова твоево ново нешто што ми го кажуваш. Да, многу веќе се имаме радувам. наснимено горанска песна, која што исто направив нов аранжман, исто така не е испеана тука во нашите краишта во Македонија, а во Западна Македонија доста се слушаат тие песни. И така одлучив малку да се посветам на песни кои што не се снимени, или се доволно заборавени, слушани, доволно слушани. Па се надевам дека ќе биде мојата мисија успешна. Ќе биде. Да. Веќе имаш искуство, нели? Знаеш Така е. веќе што тебе ти одговара, што можеш да отпееш, што не можеш да отпееш. Секако, нели, си имаш... Само ова што е сакам Сосот да сакаш го, да- го ставаме Ако? на... И би те замолила овие помалецките да ги замениш со поголемите. Јас како децата. Може. Ете така. Добро. Одлично. Само момент. Убаво доаѓа сето тоа. Да, убаво. Супер. Ај така сакаш комплетно сосото до згора да си дојде. Да биде убаво. Убаво. Ете така. Одлично. Ајде, сега ќе оди на печење и тоа со песна И за тоа со побрзо песна. да оди. Јас така велам, ми се радува тавчето кога пејачите пеат. Ајде, јас ќе ти помогнам. Повели, бидејќи е така, бидејќи е гледам. подолга, мора да биде така поставен. Полека. Добро. Ја сместивме? Да. Одлично. Одлично сме. Ајде, сега со среќа да ни е печењето. Да. Ти ќе ни пееш, а јас ќе Беам. правам чај за двете. Може. Како чај за двајца. Чај за двајца. Овие да ги повлечем да не ти пречат. Дојде денот, мајко, тој да замине. Бокав гради стега, без да помине. Дај Бог да се врати, тој од печалба. Невеста да бидам, да се кердосам. Дај Бог да се врати, тој од печалба. Невеста да бидам, да се кердосам. Нека е чазурли тапани, нека дојдат сите сватови, нека за свадба правам свадба Македонија. Нека е чазурли тапани, нека дојдат сите сватови, нека знаат свадба правам свадба Македонија.
Neka sad svadba pravam svadba Makedonija. Neka iša zurli tapani, neka dojda site svatovi. Neka znat svadba pravam svadba Makedonija. Тепцијата ја ставивме, песната беше убава, весела, си игравме овде. А знам дека ти ќе бидеш најубава невеста, пошто ова за сите невести, нели, песната ти ја бараат на свадби. Да, јас се пишав, текстот е мој. Многу убава е песната. Да, благодарам. Се потрудив максимално, дадов се од себе, снимавме, супер поминавме и веќе има доста гледаност и веќе ја бараат. Тоа е најважно. Тоа е најважно затоа што јас велам секој девојче сака да биде невеста. И во бело, како што ти ја опишуваш во самата песна и ќе си дојдам во Македонија, ќе си направам македонска свадба, навистина убаво. Елена, многу ме бендисува кај тебе што ти за секоја песна си правиш видеозапис. А видеозаписот е наприказна за песната. И многу се гледа. Најважно тоа, заради тоа што ако сакаш да биде слушана песната, треба да ја испромовираш максимално и да направиш нешто кое што можат да го видат. Да те препознаат по самото, нели, и гледање. Барем еден сегмент од самиот видеозапис ќе фати око. Да, ќе остане во меморија. И така јас нели се шегувам за песната која што сега ќе ја слушнеме. Ти велев, амам бе Елена, колку убав фустан имаш, па колку ти е убаво песната машала, па како ванете однесе на планина така убава. Грабната невеста. Грабната невеста. Снимано тогаш беше многу популарно Штавица, нели, со филмот, со снимање. И одлучив да ја снимам песната во Штавица и така спонтано испадна, ништо пред време договорено, меѓутоа ете стана најголем хит. Ама баш интересно, играат жени, симпатично, многу убаво излегува. Кажа дека и таа песна ти самата ја направи. Таа песна е стара песна која што јас променив аранжман на песната и ја донесов на мој начин. И го промени само аранжманот, но е ми изгледа на турско-македонска песна. Во старо време, нели, кога Македонија била под турското робство се пеела и така останало, така јас малку ја изменив и ја направив хит кој што се пее сега на сите свадби. Зборуваме за зборот машала, што значи аирлија или исто е турски збор или за добро. За добро, за убаво. Така, на македонски е да биде за добро, за убаво, да. Еве ти го чајчето, јас го подготвив и за тебе и за мене, шумско овошје. Еве да пробам. Ова ќе го повлечем за да можеш убаво да си ја пееш машала, а потоа да видиме дали нашиве компири се за машала тука. Убаво мириса, морам да ти кажам, се чувствува. Јас викам веќе мирисам на орегано, на лукче, колку пати ќе ѕиркам. Ајде ќе одиме со песната машала за да ни ја отпееш и да погледнеме рецептот. Меѓувреме јас пак ќе си џернам. Да не ни изгори. Izvor voda studena, do vodata studena, prava svadba golema, eve ja nevestata, oroto go zaigra.
Така, машала, сите на оро. Убаво е кога се игра, кога се пее, кога свадбата е весела. Точно така. И оваа песна сигурно на свадби многу Обавезно. тија Прва бара, свадба за така. невестата, да. Да видиме дали се замашала. Да видиме дали се замашала компирите. Чекај да дзирнам јас. Супер се. Малку да излезе парејата и јас да ти додадам ракавички, Ше? за да можеш да ги извадиш извадам. полека. И на даската, Да. а потоа ќе си ги сервираме. Полека Точно. само, внимавај да не си изгориш. Ете така. Браво. Ете како домакинско моје дете. Браво. Сега јас да го исклучам нашиот шпорет, да не го заборавам. Не, малку и да оладат, а јас да го прочитам рецептот на Може, денот, а може, потоа и може. ќе си ги сервираш. Може. Ете така. Ајде да погледнеме што се нам ни е потребно за денешниот рецепт. На нас ни е потребно за подпечени компири, 500 грама млад компир, 50 грама лебни трошки, 50 грама нишесне, 2 лажици црвен пипер во прав, 50 мл маслиново масло, 50 мл доматен сос, 1 лажичка лук во прав, 1 лажичка сол, бибер, сув зачин и други зачини по избор. Ние си додадовме И црн бибер и додадевме. бибер, и оригано, за да ете така убаво мириса, за да ни биде вкусот поинаков. Ова е чинијата. Еве ќе ти додадам и, како рече, јас морам дракче да ги пробам. Секој, како ти велам јас, првото тавче е за тој што ги спрема. А ние имаме плюс, па ќе подготвиме погаснење на камерите за Значи, сите да плюс, има. Така. Па жално е вакви Нели? компири да не пробаат. Точно. Па и плюс од убави раце спремано. Некој пат сакаат и одличноста. Вика, Точно така. како велат повозрасните, и отров да е, од твоите раце ќе пробам. Така Нели е. така се вели? Колку умешно си ги реди Елена, убаво да изгледа Да и изгледа чинијата. чинијата. Браво. Одлично. Супер. А што најмногу сакаш дома да готвиш, или брзински па немаш време и Не, имам време, готвам постојано. Така. Компир обавезно печен готвам, така, затоа што затоа што е здраво, не премногу, меѓутоа и не е многу масно. И не многу масно, да. Меѓутоа преферирам да имам печен компир. Еве вака. Можеш и ова да си го доведеш, нели, како Да, додаток. како додаток можат, Еве нели, ти, како ти велам ја, и магдано скитка да си ставиш. Точно така. Ајде, повели, да украси си го. Повели, топлечка е, не можам да ја повлечам, но верувам дека колегите ќе го доловат рецептот онака како што треба. што треба да изгледа. И на доматниот сос во средината. И нели оној кој што сака може да си земе и да си мацне малку. Да си мацне, да, јас сакав тоа да кажам. Може да си сосот. мацнеш. Да биде сето тоа како што треба. Ете така. Сега може да си мацнат, може да стават одозгора ако сакаат, како Кој како си како си сака, милува, кој сепак како си според сака. желбите. Точно. На здраве на чајот. На здравје. На здраве на чајот. Јас имам и подарок за тебе. Благодариме. Освен ово е убав овошен чај. Навистина е убав. Прекрасен. Навистина убав избор имаме денеска. Нашите пријатели од ПК Беско доделуваат подарок производи од нивното производство. Значи, пакет на производи Благодарам. ПК Беско. Бидејќи си со мало детенце, кога немаш време, Да можам да во фрижидерот и со нешто, нели, да си... Так, фала ви премногу. Да си каснеш и да биде сето тоа добро. Еве, еден голем Кажавме, се подготвуваат нови песни, се ќе тече онака како што ти си замислила, бидејќи си перфекциониста, знам дека тоа ќе биде сето тоа добро. И многу ти благодарам што одвои време. Ја ви И- благодарам за поканата и воено Така. да се извинам што доаѓам дури во оваа Во сезона, третата во трета сезона. сезона. Така. Се надевам ќе се гледаме во скоро пак, бидејќи ќе имам нови песни и ќе правиме уште еден убав рецепт за нашите гледачи
и уште еднаш благодарам за прекрасните зборови. Искрено да ти кажам дека отсуството ти е оправдано. Да, јас не сакам да кажувам пред време, викам ајде сега дали да ти кажам, дали нема веќе последниот пат кога се јави. Веќе ми кажај, тоа беше ден пред. Да, немав избор повеќе, да. Ден пред породувањето, некако јас си дознав прва. Да. Се радувам. Иако, ете, за убаво нешто. Ти благодарам уште еднаш, им благодарам на нашите гледачи што беа и овој пат заедно со нас. Сигурно дома си запеа, како и ние овде си подзаигра. Бидете ми весели, расположени и воиднини, направете го овој рецепт. Лесен е, а многу вкусен и нема да погрешите. Ве сакам!